Артур Олшански е роден во Киев. Тој основал добротворна организација наречена Надеж, деца на Украина. Тој ја води организацијата далеку од својата татковина. Олшански сега живее во Балтимор, Мериленд и има своја IT компанија. Целата моја десна рака е посветена на Украина. Очигледно тука е тризубот. Нема забуна околу тоа од каде сум. Зошто сака ваква тетоважа? Затоа што кога среќавам луѓе и се ракувам со нив, сакам веднаш да знаат кој сум јас. Добротворната организација ја основал во 2021 година. Преку неа се помага финансирање онлайн образование за деца украинци. Нуди лекции по англиски јазик, личен развој, се обезбедува психолошка и хуманитарна подршка. Оно што го открив за децата е дека тие се мотивирани да растат, да градат кариери, да градат живот за себе. Денес, фондацијата им помага на повеќе од 200 деца, повеќето од нив од областите на фронтот во земјата или окупираните територии на Украина. Мене звати Аліна, мені 14 років, і я з міста Бахмут. Мене звати Настя, я з Запорізької області. Я сам з Харкова, мені 16 років. Я з Херсону. Я з Єгора, з міста Нікополь. Софија од Керсон. Фондацијата помага да се одржат незините соништа додека се бори со рак во крвта. Я б дуже хотіла поїхати за Би кордон. сакала да одам во странство да студирам. И кога ќе завршам, би сакала да се вратам во Украина. Сон ми е да отворам онколошка болница, која би дозволила да се носат миленичиња кои не предизвикуваат алергии. Бидејќи кога бев во болница, навистина ми недостигаа моите миленици. Јехор го изгубил својот дом во Никопол на почетокот на војната. Життя змінилося колосально. Мені Животот драматично се промени. Мојата куќа беше бомбардирана. Татко ми загина за време на гранитирањето. Извинете, тешко е да се зборува за тоа. Но Јехор вели дека му помагаат со ништото да студира во странство. навчаюся зараз онлайн. Сега учам онлайн, се оди добро, но би сакал физички додам на училиште, а не да зборувам со екранот. Добротворната организација помага да се поврзат учениците со образовните програми и индустриите. Што сакате да бидете кога ќе пораснете? Сакам да развивам софтвер. Одлично. Ке ви понудиме да се запознаете со некој во индустријата кој можеби ќе може да ви даде препораки како да дојдете до тоа што сакате да бидете. Олшански вели дека Надеж, деца на Украина, планира да прими дополнителни 300 украински студенти.